штрајкот и барањата за линеарно поголема плата од 2806 денари, синдикатот денес го продолжи пред зградата на Министерството за информатичко општество и администрација. Го повикаа министерот да си остане на зборот и да ги подржи со нивните барања, но најавија: битката ја биеме и внатре во собранието на Македонија, каде што преку амандман задутре на Комисијата за финансирање и буџет исто така ќе излеземе во поголем број пред собранието на Македонија, каде што на тие несовисни пратеници од власта кои беа против овој амандман за работникот, ќе упатиме јасен апел, доколку не го гласате тоа, работникот е тука пред вас ве гледа и кога ќе бидете здравје Боже на тие избори, ќе знаеме да го одбегнеме вашите име и презиме. Според синдикалниот лидер Дарко Димовски, некои директори на државните јавни предпријатија не можат да го поднесат притисокот на барањата и си поднесуваат оставки, но штрајкот резултат сепак дава. Значи, овие штрајкови бродуваат со плод, но на жалост само на локално ниво, каде што и во предпријатијата кои се основани од општините. Апелирам власта да го следи примерот, да не се крие, а ние ги следиме чекорите на власта што ги прави, но на жалост може да кажам дека ништо моментално не се прави за работникот, освен што се уназади едно работничко право и недела неработен ден во туристичките места стана работен ден за работниците, но како што кажав, ние работниците памтиме и исто така ќе вратиме. Досега според Димовски 1300 работници од 1 јули ќе имаат зголемување на платите за 2806 денари. За останатите работници рокот кој синдикатот и го дава на владата да го прифати, нивниот предлог е до крајот на месецот, пошто доколку нема резултат, ССМ од септември ќе ја бара законската минимална плата и покачување од 18,4%.